Во рамките на кампањата Европската Унија за тебе, која има за цел да ја информира јавноста за помошта која што Европската Унија ја дава на земјата, евроамбасадорот за Македонија Самуел Жбогар денеска го посети Валандово и заедно со градоначалникот Чорлиновски свечено го пушти во употреба уредениот кеј на реката Странец. Советот на општина Гевгелија донесе одлука за распишување на референдум на кој граѓаните на општина Гевгелија ќе се изјаснат дали се за или против отварање на рудник за металични минерални суровини на Кожув планина. Отец Димитар Крцев за прв пат проговори јавно за првото чудо што се случило благодарение на иконата Богородица Брзопослушница. Гледајте ексклузивно во дневникот на телеканал А1. Централен дневник, добре дојдовте. Започнуваме со настаните. Во рамките на кампањата Европската Унија за тебе, која има за цел да ја информира јавноста за помошта која што Европската Унија ја дава на земјата, евроамбасадорот за Македонија Самуел Жбогар денеска го посети Валандово и заедно со градоначалникот Чорлиновски свечено го пушти во употреба уредениот кеј на реката Странец. Со символично заседување на дрвце на уредениот кеј на реката Странец, градоначалникот на општина Валандово Николче Чорлиновски и евроамбасадорот за Македонија Самуел Жбогар го означија крајот на проектот финансиран од ЕУ, а насловен како квалитетот на животот, предуслов за напредок и одржлив развој во прекуграничната област или ProLife. Во рамките на овој проект, освен реконструкција на кејот, се обновија и мостовите, се изгради пешачка патека до индустријската зона Раброво, а беа предвидени и уредување на детски парк во градинката на влезот од градот и чистење на речното корито. Една депонија претворивме во едно урбано каче, огромно, со шеталишта, хортикултурно уредување, кое што за граѓаните ќе представува навистина место каде што ќе можат, особено во летниот и пролетните месеци, да ги поминуваат најубаво со своите семејства. Евроамбасадорот Жбогар нагласи дека со посетите на општините низ државата Европската Унија прави увид на тоа како се трошат низините средства дадени за проекти. As the mayor said, we help. Исто така како што вашиот градоначалник кажа, ние како Европска Унија преку наши проекти помагаме во исчистување на речното корито тука во општина Валандово. Исто така за ваша информација, ние како Европска Унија преку нашата финансиска помош, преку реализација на нашите проекти сме изградиле неколку пречистителни станици во вашата земја. И исто така сме во финализација на проектот, тоест на изградбата на делницата Демир Капија Смоквица. Исто така ние како Европска Унија и помагаме на вашата земја во подготвување на листата на проектите кои што се во склоп на Натура програмата 2020, проекти кои што се поврзани со животната средина. Ако повеќе ви се допаѓа, ние како Европска Унија на некој начин интервенираме, се вмешуваме во вашата земја и таа интервенција, тоа вмешување е само 80 милиони евра на годишно ниво. Градоначалникот на Валандово порача дека со овој проект не завршува соработката со европската делегација и дека веќе во тек е втор проект добиен во рамките на истата програма. И сметам дека тука и нема да заврши поддршката на европската делегација и проектите од програмите на Европската Унија за општина Валандово, бидејќи веќе сме во фаза на добивање, односно добиен е проектот со Република Бугарија, меѓуграничен проект, а тоа е следењето на нивото на реката Вардар, проект кој што после она што се случи во подножјето на градот Скопје во село Стајковци со поплавување, ќе биде рано предупредување на сите населени места по течењето на реката Вардар према Гевгелија и опомена и евакуација, евентуално доколку, не дај Боже да затреба, на граѓаните. Проектот ProLife има вкупна вредност од 800.000 евра, од кои 390.000 искористи општина Валандово. А на новинарско прашање, како ја коментираш Жбогар албанската платформа која и се наметнува на Македонија и што ќе изјави за протестите кои ги има во 30 на градови во Македонија, го одговори следното.
I think that European Union. Мислам дека што се однесува на Европската унија, ние секогаш сме биле многу јасни во нашите ставови. Мислам дека секоја земја од соседниот регион треба да се фокусираат на својот процес на реформи кои што ќе ги доближи на процесот на интеграција во Европската унија и да ги исполни условите кои што се потребни за да овие земји членки станат дел на Европската унија. Што се однесува на ситуацијата тука, се разбира дека јас имам кажано и порано, го кажувам тоа и сега, дека ние очекуваме тука конечно да има влада, да се формира влада во Република Македонија, за да можеме ние како Европска унија да го започнеме тој процес. Мислам дека и кога беше високата представничка Могерини пред 10 дена на посета на Република Македонија, таа многу јасно кажа дека вратите на Европската унија за вас се секогаш отворени. Ние како Европска унија чекаме вие да ја направите вашата работа, за да можеме ние како Европска унија да ги започнеме разговорите со вас. За да се реализира тоа, ни треба влада која што сериозно и искрено ќе се ангажира во имплементација на процесот на реформите, за да можеме да продолжиме напред. Правото на протест е демократско право на секој човек. И се додека се распира, тоа се мирни протести, тоа е начин на луѓето да ги искажат своите размислувања. Меѓутоа, се додека тие протести се мирни, се додека тие луѓе кои што демонстрираат да не нападнат новинари и да не употребат говор на омраза, посебно говор или вокабулар на омраза која што е насочена кон друга етничка група. Мислам дека што се однесува на протестите широм земјата, мислам дека е многу добро за самите политичари, политичките лидери да ги слушнат тоа што има да кажат самите демонстранти, затоа што тие луѓе ги покажуваат некои од своите стравови кои што можеби се суштествени, имат суштина во нив или пак можеби немат. Меѓутоа тоа е вистинско изразување на нивната загриженост и мислам дека токму тоа загрижување треба да се има во предвид од страна на новата влада, од страна на новите лидери на вашата земја, затоа што се знае дека решенијата не можат никако да се најдат на улици, туку секогаш решение треба да се бара во рамките на институциите на системот. Токму поради тоа ние се надеваме дека што поскоро ќе се финализира формирањето на собранието на Република Македонија и дека исто така многу наскоро дека ќе можеме да имаме влада во вашата земја, затоа што со формирање на тие институции ќе можат сите тие загрижености кои што ги покажуваат овие демонстранти да бидат на институционален начин адресирани. Расте довербата која граѓаните ја имаат во ВМРО-ДПМН додека на СДСМ опаѓа. Рейтингот на ВМРО-ДПМН е зголемен во однос на изборите одржани на 11 декември, додека на СДСМ е опаднат. Ова се податоците кои ги покажува најновата анкета спроведена од Институтот за политички истражувања од Скопје ИПИС. За изборите во декември минатата година рейтингот на ВМРО-ДПМН според ИПИС бил 25,5%. Додека сега изнесува 27,1%. СДСМ за предвремените парламентарни избори имале рейтинг од 24,4%, а истиот сега изнесува 21,8%. Кај сите партии од албанскиот блок се забележува пат на рейтингот. Доколку следната недела се одржат нови парламентарни избори, неголема подршка од граѓаните ќе добие ВМРО-ДПМН. Според резултатите 27,1% од граѓаните својот глас би го дале за ВМРО-ДПМН, додека за СДСМ би гласеле 21,8%. Со ова се покажува дека она што беше од претходно познато, дека огромен дел од етничките македонци и сите други помали етнички заедници не ја поддржуваат таа платформа. И едноставно јасно беше дека тоа ќе се одрази и на самиот рейтинг на СДСМ, затоа имаме едно опаѓање во однос на тоа што беше на изборите, додека ке ВМРО-ДПМН кој цврсто застана зад, односно против
платформата од Тирана, имаме зголемување на рейтингот, односно зголемување на поддршката. Денеска по 18-ти пат граѓанската иницијатива за заедничка Македонија масовно ќе протестира низ Скопските и улиците на уште 30 други градови низ земјата за зачувување на унитарноста и на суверенноста на Република Македонија. Пораки за унитарна Македонија, зачувување на идентитетот, името, знамето и химната и против двојазичност, веќе трета недела поред испраќаат граѓаните од југоистокот кои се дел од иницијативата за заедничка Македонија. На вчерашниот собир, како и претходно, беа испратени пораки за отфрлање на тиранската платформа и залагање за зачувување на темелите на државноста. Неколку илјади граѓани се приклучија на протестната колона која се движеше од плоштадот Гоце Делчев по улиците во централното градско подрачје во Струмица. Голем број знамиња, испишани слогани и запалени бакли го следа овај мирен марш. Организаторите во Струмица се задоволни од масовноста на собирите и велат дека не отстапуваат од барањата кои се содржани во нивното собирање, а се однесуваат на делувањето на македонските политичари, но и на меѓународната заедница. Собрани, како што рекав, дека трета недела, да кажеме силно за против менување на уставот, против редефинирање на државата, за неменување на јазикот, за чувување на јазикот на нашата Македонија, против, значи, да нема никакви промени за полицијата, за униформите, да нема двојазичност, да нема бинационалност, него да се остане како што е унитарна Република Македонија. Бидејќи се работи за самоиницијативно собирање, чија цел е заштита на националните интереси, тие ги повикуваат сите кои се во можност да донираат финансиски средства со кои би се помогнала самата организација. Граѓанската иницијатива, секој е добронамерен граѓанин кој сака да ја помогне организацијата, може тоа да го направи на следниот телефонски број 070 339 820. Повторувам, 070 339 820. А еве и тука има една црвена жолта кутивче. Секој еден кој може да донира што сака. Присутните на собирот велат дека ќе се собираат се додека целосно не се отфрли тиранската платформа. Собирите на југоистокот или во вкупно 30 на градови низ цела Македонија продолжуваат и вечерва, а предвидени се обраќања од повеќе уметници и аналитичари. Продолжуваме со дневникот. Советот на општина Гевгелија донесе одлука за распишување на референдум на кој граѓаните на општина Гевгелија ќе се изјаснат дали се за или против отварањето на рудник за металични минерални суровини на Кожув планина. Јавноста веќе подолг период е разбранувана со најавата за изградба на рудник за злато, па сега граѓаните ќе имаат можност со референдум да го изразат своето мислење. Советот на општина Гевгелија донесе одлука за распишување на референдум на кој граѓаните на општина Гевгелија ќе се изјаснат дали се за или против отварањето на рудник за металични минерални суровини на Кожув планина. На синокешната седница Советот оцени дека на територијата на општина Гевгелија, а посебно на Кожув планина, нема никакви услови за експлоатација на металични минерални суровини без разлика на резултатите од истражувањето. Се уште нема дозвола за концесија за експлоатација на минерални суровини, металични минерални суровини на подрачјето на општина Гевгелија. И доколку би имало таква намера, значи надлежното министерство е должно да побара од општината мислење од локалната самоуправа каде што би било барањето за експлоатација на такви минерални суровини, и општината треба да одговори во рок од 15 дена. Затоа што не е можно едноставно во рок од 15 дена да се свика и седница и да се свика и референдум. Добро е општина Гевгелија да биде чекор понапред, да има јасен став од граѓаните дали сакаат или не сакаат да се отвараат такви рудници на подрачјето на општина Гевгелија. И да има општина Гевгелија јасен став при такво барање како да постапува во следниот период.
Територијата на општина Гевгелија важи за екорегион во кој се произведува здрава храна, а наскоро на падините на Кожов планина треба да започне изградбата на конска брана, наменета за наводнување на земјоделските површини, но и за водоснабдување. Гевгелиската јавност веќе подолг период е разбранувана и погодена од информациите кои се шират на интернет порталите дека на Кожов планина наводно ќе се отвора рудник за злато. Познавајќи ги негативните ефекти од истото, гевгеличани масовно го изразија својот револт на социјалните мрежи, а некои од нив се и со поделени мислења пред објективот на нашата камера. Мислите дали е потребно на Кожов, значи да се изгради и како не е потребно? Тоа е убаво, ама зависи кој ќе го има. А ако смета на живењето овде на луѓето? Нема да смета. Мора да се направат некои филтри, од јаки што бех офени што работев, имаше таму направено филтри кои што речеме од рудник кои што го вадат воздухот и кои го проработуваат, имаше многу тунели и фактички нагоре воздух го изстелуват што повисоко така да нема проблем. Се зависи од тоа, значи дали е штетно за населението, што знам како? Не сум слушнал за одлуката, но моја мислење негативно. Што сметате? Да не се, нема потреба за референдум. Нема потреба. Согласно законските одредби, постапката за распишување на референдум ќе се одржи најдоцна во рок од 40 дена, а ќе го спроведува општинската изборна комисија. Актерската екипа од Центарот за култура Антон Панов од Струмица ќе гостува на 3 меѓународни театарски фестивали во Турција, Шпанија и Русија. Како што изјавија од театарот, ова е голем успех за овој мал театар и се надеваат на успех и позитивно искуство. Центарот за култура Антон Панов од Струмица ќе гостува на 3 меѓународни театарски фестивали, и тоа во Турција, Шпанија и Русија. Како што истакна уметничкиот директор Драган Маџиров, ова е голем успех за овој мал театар. Сакам првично да објавам дека нашиот театар има 3 меѓународни гостувања и тоа можам да кажем од многу висок ранг. За нас како мал театар во нашата држава, тоа е огромен успех да се представиме на толку далечни места и значи тоа не е само успех нели на самото раководство, туку е успех на целиот тим, почнувајќи од административниот, од техничкиот и од уметничкиот кадар на нашиот театар. Според Маџиров, на 22 март театарот ќе гостува во Анталија, Турција, со представите Камин и Таа во режија на актерот и режисер Васил Михаил, а од 1 до 10 јуни во Денија, Шпанија. Додека пак од 20 до 30 јуни со представата Мурлин Мурло во Екатеринбург, Русија. Според Васил Михаил, режисер и актер, заслугата за овие гостување и целиот труд е на целата актерска екипа и очекуваат да постигнат успех. Истина тоа е еден успех, голем успех за нашиот театар, како еден од помалите театри во државата. Ние некако успеавме, смогнавме да собереме сили и да не селектираат во тие фестивали. Се надеваме дека гостувањата ќе бидат успешни. Маџиров истакна и дека Центарот за култура Антон Панов ќе го одбележи 27 март, светскиот ден на театарот, а во понеделник ќе се одржи представата Камин во Завод за рехабилитација Бања Банско. Додека пак вечерва на репертоарот е и представата Џон Габриел Боркман од Хенрих Ибсен со почеток од 20 часот. И уште една информација поврзана со темата култура од Струмица. По повод 50 години од објавувањето на првата книга на Киро Донев во Центарот за култура Антон Панов во Струмица, денеска се одржа книжевен портрет на овој истакнат македонски писател за деца. За неговото творештво зборуваа Ана Витанова Рингачева, Горијан Петревски и Ацо Гогов. Центарот за култура има таа чест и можност да овој наш многокраен автор да биде представен пред сите вас. Пред една година во една канцеларија во една штипска установа за култура Киро Донев, вака кружејќи се извади еден тефтер и кога го отвори таму видов дека има многу фотографии од наши познати автори како Фридој Подгорец, Деснанка Максимович
И Киро Дорев за секоја од тие личности имаше една приказна, една анекдота и почнуваше веднаш да ги разкаже. Во тој момент помислив дека целиот живот на овој човек е буквално собран во она што ние на струмички го викаме албаџијски тефтер. Меѓутоа се излажав затоа што кога пред неколку дена бев во неговата родна куќа во Моспитов, видов дека тој тефтер буквално продолжува во една голема така таванска библиотека во која што буквално е собран целиот човечки, творечки век на овој човек. Една ноќ остана кај мене на спиење, тешко тебе. Си легнеме во искревец и се покривме со истрчење. Од еден деца се извлекам од кревето вешто и го гледам како да ми настасува нешто. Гледам во тешко тебе, тој се го повјасува. Мобелма бе братче мене нешто како да ми настасува. А тој гледа во мене и ми вели, ама бе Кириле, другари сме, па ништо не сум ти зел. Не ми веруваш. Еве, ако не ми веруваш, ти се колнам по 100 години да се наводам на Боцкиот крв. И јас не можев врзневот како така да ја фрлам вината. Јас знаев, тој ден беше 1 април, а тој лаеше преку цела година, ама само на 1 април да зборуваше вештината. Ама за среќа и несреќа, целото наше одделение тој ден го однесува кај доктор Лачки на систематски лекарски преглед. Продолжуваме со настаните од регионот, а следно ни доаѓаат информациите од Радовиш. Во Радовиш денес се одржува меѓународен надпревар по математика за кој и оваа година одзивот кај основците е голем. Како што истакнуваат домаќините, основното училиште Никола Карев и овој пат се потрудиле околу организацијата, а задоволни се и од постигнатите резултати на младите математичари. Надпреварот Кенгур секоја година е многу голем одзивот на учениците кои што сакаат да учествуваат, тоа е доброволно, кој сака. Задачите се интересни, задачите се мотивирачки, логични и секој ученик има право да се пријави. Денеска во нашето училиште се надпреваруваат 153 ученика од 1 до 9 одделение и учениците го започнаа надпреварот во 11 часот. Надпреварот има можност да го задачите имаат можност да ги решаваат повеќе време, повеќе од час, но зависно од тоа како ученикот ќе смета дека е завршил, проверил, така ќе се заминуваат. Организацијата е на високо ниво, одговорни се математичарите, затоа што е надпревар по математика, но овде се вклучени и сите одделенски наставници како тестатори. Организацијата помина во најдобар ред, одредени се училници, одредени се тестатори, учениците се распоредени, се водеше грижа тестаторите да бидат размешани, да не бидат на ученици на кои што им се наставници. Година завршува на многу убав начин, со голема организација, со целосно поминати активности, без никаков проблем. Јас верувам дека и оваа година ќе биде се во ред. И веднаш потоа комисијата ги собира листовите од учениците, прави записник и ги испраќаме до Сојузот на математичарите. По резултатите јас верувам дека ќе имаме многу добри поени. Овој надпревар, овие резултати, овие дипломи и признанија што ги добиваат и наставниците и учениците ги збогатуваат нивните портфолија. Концерт на познати оперски арии, дуети и македонски композиции вчера вечер се одржа во Центарот за култура Ацко Караманов во Радовиш. Организацијата е на иницијатива на радовишанецот Васко Здравков, кој воедно е и оперски пејач и кој сака овој вид уметност да ја пренесе и пред својата домашна публика. Пееме оперски арии, познати оперски арии, оперски дуети и македонски композиции од познати македонски композитори. Би требало да биде спектакл. Добар концертот, да. Ќе биде мојата професорка ментор, Славица Петровска-Галик, кој што е примадона во македонска опера и балет, правенец. И еден мој драг колега, Владко Груевски, со пијано придружба на Андреј Наунов. Веќе сум 1,5 година во македонска опера и балет, таму сум хонорарец. Пеам доста улоги. Исто така, сега летото ќе идам за Грција пак, кај што таму беше моето деби 2014. Сега пак ме поканија. Имам намера да идам на аудиција исто во Германија ова лето.
професор по солфеж Лјупчо, тој во Штип беше професор, нека му е лека земјата, тој ме открија. Јас бев теоретски примен во Штип Сергиј Михајлов средното училиште и на солфеж имаме пење по ноти, тој примети дека јас имам малку различен глас од другите студенти и негов предлог беше да ме префрлат соло пење. Ме префрли и почнав да взимам прави награди на меѓународни надпревари и тука во Скопје исто, на државните надпревари. И така, се почна. И уште една активност од Радовиш. Младите волонтери од Црвениот крст под раководство на нивниот координатор организираа голем хуманитарен хепенинг со здрава храна, чија цел беше преку домашно подготвени јадења да се соберат финансиски средства за помош на 8-члено семејство од оваа општина. Ме некако да организираме еден убав хепенинг, од кои што средствата ќе бидат наменети за помош на семејството Томови, благодарение на Црвениот крст и нашите ученици кои што се постојано во соработка со Црвениот крст, ова дене што се случи и да се надеваме дека натаму ќе имаме уште поголем број на активности со помош на нашите ученици, бидејќи хуманоста е пред се, хуманоста е кај децата, хуманоста е да постои и кај нас возрастните и сите да сме хумани и да помагаме секому кога што му е потребно и каде што му е потребно. На тие проекти сме денес во Основното училиште Крсте Петков Мисирков, каде што децата организираа хуманитарен хепенинг со цел да помогнат на семејството Томови. За истото имаме организација сега во Домот на култура, во Центарот на култура Ацо Караманов. Ке имаме хуманитарен концерт. Исто така имаме друго семејство што помагаме и на Мумин Јакупов. Ќе организираме турнир во мал фудбал во спортската сала во 25 мај. Во Радовиш. Сега младите се излезени на терен, веќе прибираат средства за потоа да помогнеме на семејствата на кои што им е најпотребно тоа. Во рамките на друга група која што прави проекти, организира хуманитарен хепенинг во Основното училиште Крсте Петков Мисирков, во кој секој од учениците имаше задача да ги извести родителите да донесат некој вид на храна, каков било домашно подготвен, кој тука сега ќе се продава и средствата кои што ќе бидат соберани ќе бидат наменети за помош на 8-членото семејство Томови. На групата на деца да има возможност достовни услови за живот, значи да им го санираат колку можат повеќе домот и да им го разубават секојдневието на некој начин. На овој целиот месец и некаде до 20 април ќе продолжат овие активности додека не ги завршат проектите, затоа што имаат рок до 20 април да ги завршат и потоа да ги испратат во ПХВ канцеларија, каде што истите проекти ќе им бидат оценети. Оваа утро во утренската програма на телеканал А1 гостин беше отец Димитар Крцев, кој за прв пат проговори јавно за првото чудо кое се случило благодарение на иконата Богородица Брзопослушница. Икона автентична копија на оригиналната од Света Гора, која е подарок од грчкиот манастир Дохијан за Струмичката епархија. Свечената литија се одржа во неделата, а од тогаш до денес, според отец Крцев, рекиот народ ја посетуваат иконата од Струмица, регионот, но и од цела држава. Сакам да кажам дека Скоропослушница е единствен примерок во нашите редови и така да уште некни се случи едно чудо, сега за кое што дали ќе имам време да го објаснам. Накратко. Бидејќи во Добрејци се случи еден човек, сега да не му откривам името и презимето, го имаме ние запишано чудото, чул по новините по вашите телевизии дека ќе се случи тоа, ќе дојде брзопослушници и така натаму. Ние имаме страхуваме од таа политиката често пати ни меша работите. Се плашевме јас и владиката да не ни ја запрат на границата и нема да не ја пуштат. Во политиката се знае да се направи нешто, иако тука и илјадници народ чекат, можеше да кажат не може, готово крај. Меѓутоа Пресвета Богородица и тоа ни го возможи да дојде. Со неа дојде еден прекрасен човек, отец Филотеј, кој што е проигумен на Духијарската обител, на Духијарскиот манастир, и така да голема беше радост. Сакам да кажам за чудото. Човекот чул и си прозбориле вечерта со домаќинката, утре ќе одиме ли невесто, ќе одиме. И така да си ручале, ама има време, 1 сатот,
И он подзамигнал малку, на тоа замигнувањето, тоа дали било 5 или 3 минути, колко е било, му излегува една невеста, облечена во бела облека и му вели: ела да ме свалиш од колата. Ти само треба да ме свалиш. Вика, и во тој истиот момент јас се разбудих и викам: невесто, ние забораваме нешто, сега една невеста така и така ми кажа. И она вика: да, треба веќе 12,5 сато треба да одиме. Од таму се заберуват и одат, нели, на огромна маса на народ, сите таму чекат и они чекат. И таман врте колата, од толку многу народ, баш ќе помине патеката на колата да ја донесе Богородица, нели, да ја донесе иконата баш до него. И сега сите деца тие што се определени за тоа што го дига, за кој што многу им благодарам, што го донесеа, нели, истиот голем дар од Света Гора и од Грција, и сите дигат, ама треба помош уште мажи. И му викат некој од тие што дигат, нели, што се задолжите, му викат: што чекаш, момче, земи, дигај ти. Јас, вика, со сета сила, имах таа среќа да ја фатам Богородица од колата и да ја извадам. И после ми текна, вика, на мене, од невестата, јас ја пречеках во моите раце. Зарем тоа е лажа? Зарем тоа не е вистина? Он ја пречека на вистина невестата на сите невести. Невестата која што ни ги красе срца на сите нас. Сакам да кажам дека чудото на Пресвета Богородица и еднос ќе доаѓат. Најавувам дека, значи, секој ден ќе биде отворена иконата, изложена во сред црквата, во сред храмот на Свети 15, и ќе остане тука за век и веков и ќе биде дар на Струмица за нас. Ние ќе се одиме за нашите деца, за нашите внуки и внуци и за нашите идни поколенија. Тоа ќе е реток дар. И тие сите работи, тие сите нешта се случија точно кога ни треба. Почитувани, вие сте со дневникот на телеканал А1, а во продолжение да видиме што се случуваше денес во светот. Билансот на загинатите за време на одрон на големо количество отпад на депонијата Коше во предградие на главниот град на Етиопија достигна 115 лица. Спасувачките екипи веќе 5-ти ден трагаат по преживеаните, а во земјата е прогласена 3-дневна жалост. Повеќето од жртвите се жени, дури 75%, а во одронот се затрупани неколку импровизирани куќи и бетонски згради. Депонијата Коше е место на кое веќе 50 години се складира отпадот од етиопската престолнина. Американскиот претседател Доналд Трамп денеска ќе представи дел од буџетскиот план за идната година, што се очекува да ги инкорпорира зголемувањето на трошоците за одбрана и намалување на средствата за помошта за странство и заштита на животната средина. При составувањето на предлог буџетот, погледите на претседателот се претворија во бројки, забележа директорот за буџет Мик Малвени, посочувајќи ги повеќето пари за одбрана, гранична безбедност и примената на правото. Буџетот на Стејт департментот ќе биде намален за 28%, најмногу преку намалување на програмите за помошта за странство, додека главната дипломатска функција на департментот ќе биде задржана, посочи директорот за буџет. Романските полицајци утринава излегоа на протест пред зградата на Министерството за внатрешни работи со барањето за повисоки плати, информира весникот Романија Либера. Меѓу барањата на демонстрантите е намалување на големите разлики во платите на агентите и офицерите. Демонстрантите носат транспаренти со надписите "Ние сме затвореници на вашата некомпетентност и обединети ќе бидеме посилни". Грција има потреба од сериозно преструктурирање на долгот, а исто така и од продолжување на реформите за да не банкротира. Соопштија денеска грчките весници, повикувајќи се на привремениот извештај на Бирото за буџет на грчкиот парламент. Извештајот е насловен "Замка на долгот". Според весникот двима авторите на извештајот алармирале дека Грција се наоѓа во замка на едно заемно похранувачка рецесиска спирала заради високиот и неподнослив долг, а исто така и заради постојаната несигурност поради ниското институционално ниво во земјата. Почитувани гледачи, со вестите од светот го заокружуваме овој дневник. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.